Прво замената на азбестните водоводни цевки во централното градско подрачје, а сега пробивањето на каналите за атмосферската канализација предизвикаа пореметување на сообраќајот на главните и најфреквентните улици во градот, на што неретко реагираат нервозни возачи или пешаци. Токму тоа беше повод за денешното новинарско прашање до градоначалникот. Пак се работи за еден капитален проект кој што се прави еднаш во историјата на градот и да заеднички сите се погрижиме да тој проект биде што поквалитетно и што побрзо заврши. Подобро е да го решиме еднаш сообраќајниот метеж, да го прекинеме еден месец колку што ќе трае околу кружниот ток, тек и понатаму повторно да се стабилизира на тој начин. Сакам да дополнам околу атмосферската канализација дека направивме дополнувања кои што ќе ги вршиме со сопствени средства од општината Кочани и ќе ги прифатиме и оние води од улиците дополнителни кои што не се опфатени со главниот проект. Тоа е сите улици кои што се слеваат на улицата Тодосија Паунов, почнувајќи од Ловниот дом, скалите кои што ги имаме, понатаму 9 мај, понатаму улицата Рајко Жинзифов, значи сите они улици кои што гравитираат на таа страна со решетки ќе биде прифатена таа вода. Истото важи и за улицата Страшо Ербапче, сите они улици кои што идат од Стришани ќе бидат опфатени со решетки. Значи едно потрајно решение на атмосферската канализација. Димитровски нагласи дека при пробивањето на каналите изведувачот на работите наишол на подземни инсталации и земјиште кое дополнително ја комплицира работата, но дека сето тоа е решливо. Во текот на градежните активности се јавуваат непредвидени работи, дали имаме некои подземни инсталации кои што не биле предвидени во проектот, дали сега се јави во ископот да имаме категорија на земја која што не е била предвидена и која што го успорува движењето на работите. Според него, многу позначајно од привременото отежнато одвивање на сообраќајот е тоа што градот Кочани ќе добие капитален објект кој долгорочно ќе го реши проблемот со атмосферската вода, па затоа се апелира до граѓаните да бидат трпеливи и да имаат разбирање за отежнатото одвивање на сообраќајот на делот